Премиерот купи леп, премиерот купи макарони, премиерот плати 328 денари во супермаркет. Овие наслови се од Македонија, а не од Северна Кореја. Сепак, пиарот на Димитар Ковачевски во многу сегменти наликува на оној на Ким Џонг Ун. Двајцата се сликаат и се снимаат по супермаркети, како пазарат и како ги проверуваат цените на производите. Кој следен производ како влада се планира да се замрзне? Кој го прави пиарот нели за замрзнување на производите? Мислам дека изминатиот период и првиот човек на Северна Кореја исто така се сликаше со одредени производи. Меѓутоа, колку што знаеме, вие сте премиер на Северна Македонија. Кој производ ќе биде со замрзната цена ќе зависи од анализите кои што се прават во Министерството за економија. Доколку има производ кој што ги исполнува условите, тогаш нормално владата ќе донесе одлука, доколку нема, владата нема да донесе одлука. Инаку сметам дека воопшто не ви е на место констатацијата во однос на тоа дека претседател на влада оди да провери какви се цените на производите, кои што се со одлука замрзнати од страна на владата. И навистина нема да одговорам на вашата констатација, бидејќи да сте во Северна Кореја, вие нема да можете ни прашање да поставите. Дека се повеќе зачестува праксата на самопромоција, говорат и активностите на премиерот од изминатиот период. Ако се вратиме малку наназад, ќе се потсетиме дека премиерот играше фудбал, во градинка се радуваше како мало дете, потоа јадеше тостови па и сендвич со мортадела, а често користеше и најобичен народен речник на секојдневните партиски настани. Стани цаци да те види сала! Според аналитичарите, ова е само обид за собирање на политички поени, на начин на кој Ковачевски сака да се покаже како обичен човек, но секако и обид да се зацкрија сите катастрофални политики на власта последниот период. Инаку според неофицијални информации на Алфа, владиниот пиар му го прави маркетинг компанија од Израел, чија цел е да се помогне во кревањето на рейтингот на власта.